Почитувани, на оризопроизводителите во Македонија итно им се потребни системски решенија за подобрување на состојбата во која се наоѓаат. За таа цел, а на барање на оризопроизводителите, пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија денес до Собранието поднесе предлози за изменување и дополнување на два закона. Тоа се предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за земјоделство и рурален развој и предлог на Закон за изменување и дополнување на Закон за стокови резерви. Со измените на Законот за земјоделство и рурален развој предвидуваме оризот да биде стратегиска земјоделска култура. Со опфатот на оризот како стратегиска земјоделска култура ќе се обезбедат доволни количини за потребите на населението и задоволување на пазарот во состојба на глобална прехранбена криза. Воедно ќе се овозможи на поедноставен начин да функционира пазарот, со што ќе се олесни откупот на оваа земјоделска култура и ќе се одбегнат ценовните манипулации. Со измените на Законот за стокови резерви кои ги поднесуваме, се предлага оризот да добие третман на производ од посебно значење и да стане дел од производите кои ги сочинуваат стоковите резерви. Со ова, Агенцијата за стокови резерви ќе може да работи со оризот како со другите култури и ќе овозможи пазарните вишоци да бидат откупени од страна на државата. Преку ова, ќе имаме зголемен откуп и реални пазарни цени на оризот. Неодговорниот однос на министерот за земјоделие Љупчо Николовски и на владата на Ковачевски ги доведоа оризопроизводителите во катастрофална состојба, поради кое е неопходна брза и решителна акција на Собранието. Затоа очекуваме барањето да се стави како точка на дневен ред на седница која што ќе се одржи во вторник. За крај, би сакал уште еднаш да упатам порака до парламентарното мнозинство. Предлозите да бидат прифатени согласно деловникот и да добиеме можност пред целата македонска јавност да дискутираме и аргументирано да дебатираме за оваа проблематика и за клучната потреба од измени на овие закони. Ви благодарам.